сум се гледал со сите слободни граѓани во Република Македонија. Секој кој што ми пристапил, побарал средба со мене, сум се гледал со илјадници наши сограѓани. Но суштината е дека тој Зоки Кичевец на Мицко на рака му дал пари. Ете, тоа е вака суштината, да бидеме јасно и транспарентни која е интенцијата на СДСМ и на тој начин се сакаат да го вовлечат Мицко во целата оваа рашомонијада наречена рекет. Дури до мене стигна информации дека дел од властодржците, додека овој осомничен е таму каде што е, му приоѓаат со понуда за милост да даде ваков исказ. Затоа ја велам. Еве, дајте доказ дека тоа се случило, дека јас сум посегнал по такво нешто, дека се случило тој инкриминирачко дејство, јас сум подготвен одма да понесам одговорност. Доброволно во истражниот затвор да се пријава. Не треба Рускоска, не треба Реджеп Агич, никој сам ќе се пријава. Еден доказ да дадат. Воспротивно, треба да ги повлечат тие прашања и да дадат нови прашања. Пошто за овие, еве, добија одговор. Не, јас затоа поставив прашање конкретно за Белградската врска и се повикав на пишувањата на некои соседни медиуми. Ако внимателно ме следевте кога зборував, и логично е да побараме одговор, така. Јавен интерес е во прашање да побараме одговор, бидејќи гледаме дека дел од тие луѓе кои што се дел од таа така наречена Белградска врска, деновиве добија продолжување на договорот во владата како советници на првиот човек на владата. И тоа е легитимно прашање кое што ние го поставуваме. За обвинителството и судството во оваа држава, поголем доказ од тоа што жртвата, или ајде да бидам појасен, жртвите на рекетот, притисоците и уцените, од оваа афера ги приложиле во рамките на обвинителството, а обвинителството, еве, гледаме месеци му треба да го земе телефонот на Катица Јанева да го вештачи, гледаме дека Катица Јанева си се сонча на плажите кај нашиот јужен сосед, а истовремено знаеме дека политички неистомисленици и дел од луѓе кои што се блиски до опозиционата ВМРО-ДПМН за банални работи, поради тоа што се политички неистомисленици со Зоран Заев се наоѓаат во притвор, ги повикувам, ги охрабрувам институциите, сите оние граѓани кои што ќе се пожалат, да може да им се излезе во пресет, односно да ги процесуираат тие индиции за можен криминал и така натаму, а потоа си има истрага, нека ги истражат, доколку се формира обвинение, ќе има судски процес, предпоставувам, на крајот од тој судски процес ќе има осудителна или ослободителна пресуда, така би требало да функционира едно независно судство и обвинителство. Слободниот пат на овој криминален октопод на власт е започнат. И тука не треба никој да има дилема. Но во многу наврати во минатото сум зборувал, еве, и тоа ќе биде дел од одговорот на вашето прашање, политичката стратегија и битка не ја замислував како брз спринт на 100 метра. Нити пак некој во раководството на ВМРО-ДПМН, нити пак некој од нас очекува брз спринт и пораз на 100 метра, туку очекува тежок маратон. Како опозиција треба да ги анализираме, да направиме една анализа, да ги видиме кои се силните, кои се слабите страни на тоа делување и да донесеме на крај заклучок како понатаму и кои чекори ќе ги преземаме. Да, еве, еден од тие чекори можеби да биде и напуштање на институции, да бидат и протести и така натаму. Но верувајте дека чекорите кои што ВМРО-ДПМН ќе ги преземе, ќе ги изненадат луѓето од власта,